се обработи. Меѓутоа, мене ме зачудува тоа што во државата никој посериозно не се занимава со ова прашање, конкретно. И сигурно прашање на време е кога ова ќе биде и предмет на посебни анализи. Ова објавувањето на овие досија е само иницијална каписла за да се почне и тоа. Меѓутоа, друго, во овој контекст се надоврза на друг настан. Неодамна Минхенскиот суд осуди на доживот на робија двајца поранешни припадници на хрватската тајна полиција, кои не биле директни извршители, туку учествувале во убиството на поранешниот директор на нафтената индустрија ИНА, Ѓурековиќ. Тој настан датира од 1984 година. И тоа потврдува дека во Југославија, односно Хрватска, односно Македонија, наспроти сите огради и обиди за правење некаква разлика меѓу Југославија и сите останати поранешни земји членки на Варшавскиот договор, сепак постоел, екзистирал државниот терор. Злосторството. Значи, тој репресивен апарат воопшто не се разликувал од сите останати источно комунистички држави. Ако се има во предвид дека убиството на Шамбевски, например, е 10 години порано, тогаш се поставува прашањето зошто македонско ниту едно обвинителство до сега, односно основното јавно обвинителство, не покренало постапка за конечно расчистување на убиството на Шамбевски. Се предат различни приказни, различни теории, меѓутоа, врз основа на документи и сите алатки што му стојат на располагање, мислам дека е крајно време да се разоткрие убиството на Шамбевски, на Благој Шамбевски, затоа што станува збор за злосторство против човештвото кој никогаш не може да застари. Во овој контекст ќе ве прашам колку сметате дека токму ова едиција е еден чекор во разрешувањето на некои такви настани и колку ќе можат семејствата да дојдат до правдата која можеби ја чекале многу долго време. Знаете како овдека има неколку сегменти што треба да се анализираат. Кога станува збор за правдата на семејствата, правдата на семејствата може да биде само лична сатисфакција. Сега, ако се тргне од позиција на чекори за декомунизација на општеството, треба да се размислува за рехабилитација и обештетување на жртвите на поранешниот режим. Меѓутоа, од досегашното моје лично искуство, можам да кажам и да потврдам дека било каква рехабилитација и било какво обештетување во Македонија ќе биде апсолутно невозможна мисија. Зошто го велам ово? Затоа што начинот, методите, средствата со кои се користела тајната полиција се идентични со на советската тајна полиција, односно секој секого да кодоши. Секој секого да кодоши. И во тој круг мал ќе биде бројот на оние кои останале чисти во сите тие процеси и навистина заслужуваат вистинска рехабилитација и посебно обештетување. Знаете, она што е најтрагично е во тие методи со кои што се користела поранешната тајна полиција е да се убие човечкото, да се убие достоинството на човекот, да се извади волкот, злото во човекот. И токму тука велам дека ќе биде тешко да се направи тој конечен чекор за конечна рехабилитација, а посебно обештетување на жртвите. Малку мина ќе бидат чисти кои навистина ќе го заслужат тоа.
има, да, и лица кои прифатиле соработка, меѓутоа само фиктивно, заради теророт што е вршен врз нив. Меѓутоа во други документи постои дека, посебно во документите за дерегистрација, дека се барат негово дерегистрирање затоа што одбегнува да соработува. Значи, целата таа документација треба многу внимателно и предпазливо да се чита, за да се дојде до она што значи чисти личности кои навистина ќе сакаат, ќе може да се рехабилитираат и посебно обештетат, зашто сепак кршењето на основните човекови права и слободи бил главниот сегмент со кој се поигрувала тајната полиција. Меѓутоа, што е со оние настани, тие масовни убиства, тие се злосторства против човештвото, ќе може ли некако, барем сега, од оваа дистанца да се најде виновникот, барем да се утврди? Значи, од тие масовни убиства во Македонија до некаде е расчистено Велешкото масовно убиство, а јас како новинар знам дека пишував репортажа за масовното убиство во Кумановско. Таму се убиени 48 лица и нивните имиња и презимиња се наоѓаат на цела страница на еден од броевите на весникот Нова Македонија. За жал, од 1945 до 2016, тоа се колку 71 година, нема собрано храброст ниту еден припадник на тајната полиција да каже каде е точната локација на екзекутираните лица во таа пригода. На ова се надоврзува и друго. Се надоврзува и ликвидацијата во Преспанско. И таму има разни приказни. Таму има приказни, например, дека се екзекутирани 200 лица на островот Свети Аел, од каде се фрлани во езерото и водата не се знае каде ги разнела нивните тела. Значи, велам, тие масовни злосторства во Македонија, за жал, се уште се табу тема и се уште не се разоткрива вистината за нив. А разоткривањето нивно ќе значи и отварање на нова страница, една нов сегмент на македонската историја воопшто. Токму за тоа едицијата го носи насловот историја која што допрва чека да биде. На ова се само, например, тие познати екзекуции после војната, непосредно после војната, зашто постоеле судери, зашто воопшто били извршени без никакви судења. Например, кога станува збор за информирот, се испраќани луѓе со административни мерки без никакви судења, нели? Меѓутоа во поновата историја има, ќе речем, покрај убиството на Шамбевски, има уште неколку други сомнителни настани кои апсолутно може да се подведат под графата на злосторства кои против човештвото кои никогаш не застаруваат. Господине Димитровски, јас ви благодарам за издвоеното време, за тоа што бевте